Советот за општи работи на Европската унија пресече. Ке нема одлука за отворање на преговарачките кластери со Македонија. Македонија повторно останува во чекалницата на Унијата. Со сменето име, брдо корупција и неисполнети уставни измени за кои никогаш немаше широк консензус, помине уште една година, а Македонија остана се уште заглавена пред вратите на европското семејство. Во нацрт заклучоците, за кои ќе дебатираат министрите за надворешни и европски прашања на земјите членки на Европската унија, се навидува дека има потреба од забрзување на реформите во делот на независноста на судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал и професионалноста на јавната администрација. Во делот предлог заклучоците на Советот за општи работи на Европскиот парламент за Македонија, земјите членки ги охрабруваат сите партии во парламентот да се фокусираат на унапредување на ЕУ реформите и на процесот на пристапување кон Унијата. Македонија треба да испорача независност, професионалност и непристрасност во судството, борбата против корупцијата и организираниот криминал и реформа на јавната администрација. Советот изразува сериозна загриженост за некои измени на кривичниот законник, што влија на голем број случаи на корупција на високо ниво, како и на несоодветни надворешни влијанија врз работата на судскиот совет и судството. Од заклучоците сепак се остава простор за одржување на меѓувладина конференција, ако уставните измени поминат во собранието. Советот е подготвен да свика уште една меѓувладина конференција без дополнителни одложувања, ниту дополнителна политичка одлука, штом Македонија ја спроведе својата заложба за завршување на уставните измени во согласност со внатрешните процедури, како што е наведено во заклучоците на Советот од јули 2022 година. Се поизвестно е дека таквата конференција оваа година нема да се одржи, особено заради недоволниот број на пратеници на власта во собранието. Иако во законодавниот дом помена потребата за уставни измени, сепак на СДСМ им фалат уште пратеници за да дојдат до двотретинско мнозинство. Се чини дека неодржувањето на меѓувладината конференција е директна вина на власта, отиветила нешто што не може да го исполни, а сега, соочувајќи се со последиците, прстот го вперува кон опозицијата. Што и како ќе се случува со уставните измени, наверојатно ќе се знае по парламентарните избори пролетта, односно по формирање на новиот парламентарен состав.